А, Добродојавте во моето ново видео. Еве да ви кажам што земав денес. Книга Painting Lessons in Oil. Тоа значи како да масло на платно тоа е. Ама сега не го сакам тоа. Ако може GP, тој што од Скопје што беше јутубер, што престана да снима, еве GP ќе те покажи ми мојата мајка да видиш дека е вистина, дека не е ништо лажно или лошо или нешто што некој не Да, Джипи, да, вистина зборува Марио. Да не мислиш дека е некој лош, дека сакам да ти наштетам. Сакам да исконтактирам. Сакам да ти кажам дека ќе сакам нешто да направам, додека не поминала ни една секунда, веќе јас не сакам. Се предомислувам или не знам нешто ми е, или тоа ми е од депресијата или не знам од што ми е, ама кога ќе сакам нешто, сакам, ќе речем, многу го сакам, ова леко ми убаво, ќе го земам. И после доаѓам дома, ме фаќа некоја анксиозност, некоја депресија, ме фаќа нешто лошо, ме фаќа нешто како да ми се гади од нешто и како да не сакам ништо, а сега сум го купил тоа. И џабе после сите така е за сите работи, џабе после седат и ништо не правам. И на крајот ги фрлам затоа што не ги читам, не читам ни книги ни ништо. Имам и 3 пладни дневници, во нив пишувам така, шкрткам. Тоа некако ми е да имам некои книги така, некои дома книги, тетрадки да имам, тоа во тоа имам некоја љубов. И тоа го сакам. Ама тоа ми поминува многу брзо, значи најбрзо што може ми поминува за една секунда и веќе ништо додека јас застанам да правам скрекови или вежби, веќе тоа ми поминува и после не знам што сакам. И после нешто чувствувам како измешани ми се чувствата, чувствувам нешто сакам прво ова, па после тоа другото повеќе го сакам, па после кога ми се брише не сакам ништо, па после се бажам леле што сакам ова, што да правам, и кога ќе ми текне на шахот, многу сакам шахот, добро. Единствено само за шахот така не ми беше, затоа што тоа е единствено само за шахот не ми беше така да ми се помеша чувството и да ми помине така брзо или после да не знам. Мислам дека е шах тоа е што го сакам. Ама работата е дека треба нешто да променам. Кога ќе променам, ќе го сакам, ќе го земам тоа, некоја книга ќе земам и после не сакам. И после треба да чекам уште неколку часа или по 5 минути или 30 минути да ми дојде пак да сакам желбата и желбата да ми дојде и после ќе сакам и само знаеш колку трае, на пример за една книга да прочитам, еден збор, два, три и толку, некогаш само 2 збора. Читам и после ја оставам книгата. Не знам ако можеш да ми кажеш што е работата, дека ти можеш да ми кажеш, јас верувам дека ти си пообразован, дека мислам дека ги знаеш тие работи, ако да ми кажеш што да правам, дали да не го чувствам, дали да не верувам тоа што ќе сакам нешто или да верувам, па да го земам тоа, затоа што гледаш што е проблемот, не го правам, значи треба нешто да правам. Цело време сум дома, само гледам YouTube, по цел ден и слушав музика. Ќе речеш музика дека слушам, дека сакам да пеам. Ама ете и тоа помина сега. И ми е како ладно многу ладно, како суво, знаеш ти тоа, кога не сакаш ништо и кога само гледаш да легнеш и да гледаш YouTube, како да си изморен од нешто, како да ми е од се доста. А пред тоа сум рекол, сакам шах, сакам цртање, сакам да читам книги, и добро, многу се чувствувам, многу сум среќен. Доаѓам дома, помина тоа, готово ми се брише тоа. Ми се брише и желбата и се и тоа љубовта, се ми поминува, се ми се губи, ми исчезнува. Ако можеш да ми кажеш, мислам, морав ова видео да го снимам, затоа што имам навистина многу тежок проблем со тоа и верувам во тебе дека ќе ми кажеш. Еве мајка ми ти рече дека е вистина. Да, вистина е. Еве сакаш да. Еве мајка ми каже дека е вистина. Исконтактирајте. Би било добро Марио да поразговара со тебе. Да, би било добро да ми напишеш во коментар што ми. Дали јас сум за нешто тотално нешто сосема друго или сум за овие работи, па не знам што е. Ја мислам дека не знам што да кажам, тоа ми е проблемот, не знам што да правам, не знам за што да се одлучам. Прво ќе се одлучам за
ми беше пред неколку месеца ќе земам ќе речем сакам да цртам и после ми доаѓа чувство како шахот а шах не сакаше шах. И тоа е проблемот. Значи не можам да кажам сакам ова и точка готово и тоа ќе правам секој ден и секоја вечер и ќе го сакам најмногу и ќе уживам во тоа. Не можам така да речам, немам сила така да речам. Јас не знам ова нешто направено ми, јас не знам што да правам. Младите не веруваат во тоа, не мора да веруваат. Добро. Па да ми кажеш што да правам, дали да не му верувам тоа кога ќе ме фати тоа дека сакам нешто, да мислам дека не сакам, да знам дека е лага, или пак да го правам со сила тоа, кога нема да сакам. Значи сакам сега, после не сакам и никаков успех немам, никаква среќа немам, само така мислам дека е тоа, се предомислувам, многу се предомислувам и не знам веќе што да те молам, помогни ми, те молам, кажи ми нешто. Јас верував во тие видеа што ги гледав твоите, дека си многу образован, дека многу знаеш. Јас не знам толку многу. Јас знам, мислам нормално многу, а ти знаеш малку повеќе, затоа ти кажам, ако може да ми кажеш нешто, ако не, мора да биде треба да биде затоа што е добро, јас заслужувам, јас сум добар и те молам да ми кажеш во коментар што да направам. Затоа што не можам да те најдам на Facebook, морав да снимам видео за да видиш ти, да ми кажеш, нема да се срамиш од другите. Те молам да ми кажеш што да правам, дали со сила да правам нешто или да не правам со сила. Не знам, ти знаеш, тебе ти кажувам. Значи имам дома 16 шахови, кога ќе ги видам шаховите кога ќе во собата ми е многу убаво, многу го сакам тоа. Ама не знам што најмногу сакам јас, не знам зашо најмногу ќе ме бива, не знам зашо најмногу сум. Значи од тие спорт, хоби, добра професија и друго. И тоа е тоа за ова видео. Те молам да ми одговориш. Јас не сум лоша личност. Јас ќе ти бидам многу благодарен, да, не сум лоша личност јас. Само ми треба помош да ми каже некој што да правам, затоа што ми поминува времето, веќе сум 23 години, а ништо не правам, ниту спорт, одмишно, ниту ништо, токму поради тој проблем. Сега сакам, после не сакам. И тоа не сакам ми трае многу долго. И кога ќе дојде оној момент да нешто да посакам и дека сакам, да почувствам дека сакам, ми е многу кратко. Дури дали некогаш за 1 секунда проаѓа, некогаш за 5 минути. Ама не може ништо да напомне за тие 5 минути. Те молам да ми кажеш, тоа беше тоа. И може ќе кажеш дека јас сум за оперско пеење или не знам како да ти го дообјаснам тоа. Мислам дека ме разбираш. Да, добро. Тоа беше тоа за ова видео. Ќе го молам GP да ми каже, Марко ќе го молам да ми каже за тоа што да правам. Ако ми каже, јас ќе му бидам не многу туку, најмногу благодарен, затоа што мене веќе ми е до тука. Од тие работи преку глава ми е, не знам што да победам, не знам што сакам, сега сакам, после не сакам. Јас за 5 минути можам да направам нешто да нацртам за 5 минути и после да не сакам, нема врска, ама работата е не да ме тера, како да го кажам, не знам што сакам на вистина. Значи не само да ме тера тоа дека тоа е тоа и после за да видам дека не е така, дека е лага. И тоа е тоа. Значи како нешто, како нека магија, како некој да ми направил нешто така, како ми се меша, ми се губи се тоа и мислата ми се губи и се. Тоа е тоа за ова видео. Јас не можев, работата е да се одлучам за сите работи, ама не можеме да ги правам сите работи, тие 9-10 работи се. Не можеме сите тие да ги правам. Ќе не знам, ќе бидам премногу изморен и ќе не знам ни кај сум ни ништо. Доволно една работа да правам, таа да ја сакам. И тоа е. Тоа беше тоа. Поздрав до Марко, до GP и сакам да ми објасни во коментар да ми каже
Дали ќе биде со сила да сакам нешто или да не верувам дека сакам нешто, да верувам дека не сакам ништо. Мене тоа ме магепсува ако ќе видам нешто, викам леле колку е убаво, painting lessons, видиш убаво изгледа, ќе си го земам мое. И јас сакам да цртам најмногу и да бојам, и јас сум ликовен уметник. А после доаѓам дома, нема ништо, не сакам ништо од тоа. Тоа е проблемот.